Тенденцијата на се помала искористеност на земјоделското земјиште во Кочанската котлина според носечките параметри ќе продолжи и во престојната производствена сезона. Суштинскиот проблем е дека активно земјоделското население старее, бидејќи голем процент од младите ја напуштаат земјата и заминуваат во странство во потрага по подобар живот. Повозрасните и изработени земјоделци немаат ниту сила, ниту друга можност да произведуваат рентабилно, па и од година во година оставаат дел од нивите необработени и непосејани. Ако проценките за минатата година велат дека од 20 до 25% од плодното земјиште останало необработено, годинава процентот ќе биде уште поголем. Земјоделците во паника велат дека нема што да прават со имотот, бидејќи синовите и ќерките им се во странство, а тие самите не се во состојба да обработуваат по 30 до 40 декари ниви со разни култури. Поединци дури се одлучуваат да ги продадат, меѓутоа нема заинтересирани купувачи, а и цените се далеку под реалните вредности. Штетите од ваквите тенденции се повеќекратни, бидејќи освен што се намалува производството на храна, се запустуваат нивите и се деградираат цели полиња. Паралелно и вкупниот обрат на средствата реципроцитетно се намалува, бидејќи на пример водостопанство прибира помали средства по однос на вода надомест. Се трошат помали количини на вештачки ѓубрива, хемиски препарати и слично, а сето тоа кумулативно негативно влијае врз агростопанските процеси во производствениот регион. Колку земјоделието остана неатрактивно во наши услови на стопанисување, зборува податокот дека голем број повозрасни сопственици ги даваат нивите да ги работат други земјоделци без каков и да е надомест, само колку да се обработуваат и пак нема заинтересирани. Дали тоа значи дека земјоделието во регионот го очекува комплексна, тешка и драматична транзиција?